Денес попладне изби тежок пожар во фирмата F групација, која што се занимава со електронски отпад. Има два погони на лице место во село Трубарево, Скопско. Истите беа зафатени од огнот. Исто така имаше поголема количина на пластика, кој што даваа густи црн, а верувам и токсичен чад. Веднаш до нивните објекти се наоѓаат уште два објекти, кои што исто така во нив има поголема количина на пластичен отпад, кои што се делумно зафатени од пожарот. Наша првенствена цел е да не дозволиме ширење понатамошно на пожарот. Од тие причини сите ресурси кои што ги имавме на располагање во градот Скопје, итно ги насочивме кон овој голем пожар. Овде на лице место се наоѓаат најголемиот дел од противпожарни возила на Скопската противпожарна бригада. Исто така се наоѓаат 3 БТР и 1 Хермелин, а цело време дејствуваат еден полициски хеликоптер, еден армиски хеликоптер, како еден ер-трактор на дирекцијата, кој што со прецизно фрлање на водата, а ер-тракторот користи и специјална пена за гасење на вакви тешки пожари, помагаат да се намали горењето, но и воедно не дозволуваат ширење на огнот. Ова зад мене е армиски хеликоптер. Во овој момент нема повредени лица. Побаравме помош и од соседните противпожарни единици, значи очекуваме и дополнителен број на противпожарни камиони кои што ќе помогнат за смена на веќе изморените пожарникари, кои што се дел од нив внатре во овој црн чад со заштитни маски или со специјални боци кислород за дишење. Според мојата перцепција од лице место се работи за намерно подметнат пожар, повеќе од сигурно намерно подметнат пожар, бидејќи не е едноставно да се запали ваков објект. Според мене, ова е хибриден напад врз државата, бидејќи да се случат волку тешки пожари, кои што предизвикуваат големо загадување на воздухот во главниот град. Ќе потсетам најпрво депонијата Вардариште, потоа депонијата Дрисла, вчера депонијата во Шутка, денес оваа фабрика. Погледнете ова зад мене што е. Значи се работи за намерно подметнат пожар, ние сме мета на хибриден напад, за мотивите може само да погодуваме и МВР, но и останатите служби од областа на безбедноста работат на откривање на сторителите и спречување на идни вакви намерно предизвикани пожари. Апелирам до сите граѓани да го пријават секое сомнително поведение. Лица кои што носат туби или шишиња со жолта течност, која што може да биде бензин, или други лица кои што се однесуваат сомнително, особено околу вакви објекти, веднаш да ги пријават во најблиската полициска станица на бројот 112 или на било кој друг начин.